идеално место за мерење на постпредседателската подршка на Доналд Трамп во округот Грант, Западна Вирџинија. И во 2016 и во 2020 Трамп освои околу 88% од гласовите овде во срцето на Лапачија. Таа масовна подршка не ја изненади Камел Хауард, уредничка на Грант Каунти Прес, единствениот локален весник во општината. Луѓето овде се масовно републиканци, кој да е републикански кандидат на гласачко ливче, веројатно ќе победи. Помалку од 700 од 7000 гласачи во округот се регистрирани демократи. Меѓу нив, пензионираниот училишен психолог Френк Милер, кој се обидува да разбере зошто толку многу од неговите соседи се страствени поддржувачи на Трамп. Тоа е култ и јас сум психолог. Разбирам како функционираат култовите каде што има суспензија на реалноста. И сите тие се фокусираат на она што го кажува нивниот култен водач. За време на неговото 4-годишно председателствување, Трамп се обиде да ја спаси индустријата за јаглен во Западна Вирџинија, ја исмејуваше соларната енергија, исто така во пораз во округот Грант, како недоволно силна, и постојано се спротивставуваше на турбините на ветер, кои ги има повеќе од 100 околу градот Маунт Сторм. Има уште малку време до републиканските председателски прелиминарни избори 2024. Сликата се уште е обвиткана во магла. Но една работа станува се појасна овде во округот Грант. Многу од оние кои гласаа за Доналд Трамп 2 пати претходно планира да го сторат тоа повторно. Повеќето од луѓето што ги познавам дека гласале за него претходно, повторно би гласале за него. Тој ќе ја задржи поголемиот дел од таа поддршка и ќе ја надгради, без разлика кој е во трката. Трамп победи на 2 председателски прелиминарни избори во Западна Вирџинија, но ќе има повеќе републикански предизвикувачи за номинацијата во 2024 отколку која се соочи како актуелен председател пред 4 години.